Имаме состојба, она за која што Дарко зборуваше Велков, во однос на рецесијата, значи која што е глобална, значи не е само Германија, туку е и поширока, значи Европа генерално се наоѓа во да речем една лимбо ситуација, стопанска, економска, и тоа секако се рефлектира кај нас. Јас имам информации за одредени повлекувања на големи инвеститори, особено во индустријските зони, кои што едноставно ги затвараат вратите. Тоа значи дека престануваат со операции и автоматски сето тоа создава одреден привид на суфицит на пазарот на трудот. Значи овие апликации кои што Велков преска ги кажа, значи зголемениот тренд на апликации, веројатно се должи и на таквите процеси. Да, едноставно повлекување на дел од оние инвеститори. Значи, тие се поврзани од друга страна со индустријата која што е или во Германија или во некоја друга земја. И кога од тамо нема побарувачка, значи логично и нормално е да се случува тоа. Да, немаат работа едноставно. Така што од тамо стигнуваат такви вести. Од друга страна, јас кога ќе сретнам некој кој што знае со што јас се занимавам, вели: сега вие ни требате. Зашто ви требаме, велам? Па сега, вика, недостасуваат луѓе. Кај се луѓето? Оператори сега во моментот, вика, оператори ми требаат по 60.000 денари плата, значи за обичен оператор, да речеме, на линија. Во фабрики зборуваме? Молам? Во фабрики, во компаниите? Да, очигледно во компании, веројатно помали компании, не се тоа овие странските инвеститори, но велам, затоа до мене стигнуваат некако контрадикторни информации. Значи некои бараат, очигледно не може да ги најдат операторите, од друга страна имаме вишок на апликанти кои што се јавуваат во барање, во потрага по работа.